Централен дневник на К1 добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Нема опасност од девалвација на денарот. ВМРО ДПМН и СДСМ со меѓусебни обвинувања. Со манифестацијата Великденско јајце започна празнувањето на најголемиот христијански празник Великден. ГДОМ и протестирам повторно одржаа собери во Велес. Подржувачите на ГДОМ побараа одржување на изборите на 5 јуни со цел ставање крај на кризата во која се наоѓа земјата. Од протестирам пак бараат и вклучување на граѓанскиот сектор, како и итно суспендирање на одлуката за одржување на избори на 5 јуни. Повторно поддршка на граѓанското движење за одбрана на Македонија му дадоа Велешани. При тоа, побараа одржување на избори на 5 јуни и крај на кризата во Македонија. Порачуваат дека сценариото на Зоран Заев за виткање на кичмата со цел промена на името нема да помине кај народот. Поддржувачите на ГДОМ од Велес побараа одржување на изборите на 5 јуни со цел ставање крај на кризата во која се наоѓа земјата. Сакам да искористам прилика да укажам на политичката криза која сите вие добро ја имате перцепирано и која за среќа мора да заврши и треба да заврши на 5 јуни со изборите. Ние сме тука само за да дадеме една поддршка на сите оние кои сакаат што поскоро да заврши оваа криза. Се надеваме на позитивен исход и се надеваме дека 5 јуни ќе биде последниот ден кога оваа политичка и социјална криза би го вишла својот крај. Неформалното движење протестира, исто така одржа протест низ улиците во Велес. Седми ден протестираме низ улиците на Велес. Нашите барања се веќе познати од претходно. Оставка на председателот Ѓорѓи Иванов поради срамната аболиција што ја донесе за представниците од власта, формирање на специјално оделение во кривичниот суд кој ги процесуира предметите од специјалното јавно обвинителство, итно ослободување на уапсените граѓански демонстранти. Од протестирам бараат вклучување на граѓанскиот сектор за разрешување на кризата, како и итно суспендирање на одлуката за одржување избори на 5 јуни. Општинската организација на СДСМ застанува позади граѓанската иницијатива Протестирам. Ова денеска во име на советничката група Сојуз за еднината го соопшти советникот Борче Павлов. На пресконференција Павлов потенцираше дека Советот на општина Велес како репрезентативно тело на граѓаните на општината не смее да остане надвор од случувањата и да се однесува како нем набљудувач. Советничката група на Сојузот за еднината дава целосна поддршка на граѓанските организации кои преку своите барања бараат почитување на уставот и законите, односно секој оној кој што се огрешил пред законот треба и мора да одговара за своите постапки. За таа цел Советничката група на Сојузот за еднината се приклучува кон мирните и демократски протести во организација на граѓанските организации се до исполнување на условите кои се бараат, односно почитување на уставот и законите. Ова е ставот со кој Советничката група на СДСМ и коалиционите партии настапи на последната седница на Советот на општина Велес и наместо да добиеме поддршка од страна на колегите советници од ДПМН, добивме само еден молк, иако нивната партија исто така се залага за истото. На пресконференцијата на СДСМ реагираат од ВМРО ДПМН. Интересите на граѓаните не се бранат од партиската говорница, туку во Советот на општина Велес, но не глумејќи театар, туку поставувајќи прашања кои се во интерес на граѓаните, истакна советникот Живека Транџиев. Наместо да искористат можноста да постават советничко прашање од интерес на граѓаните, тие одлучија да действуваат во корист на тесно партискиот интерес. Борче Павлов и Социјалдемократскиот сојуз
покажаа дека поважно им е да исполнат нарачката на деструктивецот Заев и во Советот да глумат театар, отколку да сработат во корист на граѓаните. Наместо на денешната пресконференција да се извинат за овие нивни постапки, тие само ги повторија ставовите кои ги искажаа во Советот, со што уште еднаш потврдија дека партискиот интерес им е поважен од интересот на граѓаните. За разлика од нив, советниците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија избраа и на последната седница, но и на претходните, да поставуваат прашања кои до нив ги доставиле граѓаните и кои се од директна и конкретна полза за нив. Одржана трибина на тема 15 години од војната во 2001 година. Председателот на организацијата Ѓорги Малковски потсети на случувањата во 2001 година, каде во одбрана на земјата загина 85, а беа повредени околу 200 припадници на армијата на Република Македонија и полицијата. Трибина на тема 15 години од војната во 2001 година одржа Општинската организација од Велес на резервните офицери на Република Македонија. Осврнувајќи се на настаните од 2001, председателот на Општинската организација на резервни офицери на Република Македонија, Ѓорѓи Малковски, потенцираше дека тогаш требало да се спроведе перфидно сценарио кое имало за цел за туѓи потреби да се наметне војна со која економски ќе се осиромашеше, национално и територијално ќе се разбиеше земјава. Приоритетно ни е во секакви ситуации, во секакви моменти македонскиот народ да биде сплотен, да не дозволи никој да го разединува. Зашто разединувањето на македонскиот народ не доаѓа однатре, разединувањето на македонскиот народ доаѓа однадвор и секогаш тоа треба да го имаме во предвид дека на тој начин треба да се бориме и фактички она што е најважното од 2001 година сепак ја зачувавме државата благодарение на хероите од од армијата на Република Македонија и од полицијата на Република Македонија. Малковски потсети на случувањата во 2001 година. Во одбрана на земјата тогаш загинаа 85, а беа повредени околу 200 припадници на АРМ и полицијата. Нема опасност од девалвација на денарот. Ова го изјави гувернерот на Народна банка Димитар Богов. Тој порача граѓаните да не веруваат во шпекулации, бидејќи финансискиот систем е стабилен и нема опасност ниту за бизнисот, ниту за граѓаните. Уште првиот ден кога дојдов на оваа позиција, јасно кажав дека политиката на стабилен курс на денарот ќе биде она што ќе го спроведуваме и го спроведуваме во континуитет, изјави во дебатна емисија на ТВ Нова гувернерот на Народна банка Димитар Богов. Тој порача граѓаните да не веруваат во шпекулации, вели, финансискиот систем е стабилен и нема опасност ниту за бизнисот, ниту за граѓаните. Имало шпекулации во минатото, има и сега. Секогаш се покажале тие шпекулации како неосновани. Ги повикувам граѓаните воопшто да не веруваат на таквите шпекулации. Она што го забележавме сега, за разлика од некои други вакви епизоди, например имаше и минатата година, имаше и во 2009 година, имаше и во 2001 година, сега овие шпекулации се посилни и се оркестрирани. Во врска со написите во одредени медиуми дека Светска банка ги стопира сите финансирање на Македонија, министерот за финансии Зоран Ставрески ги оквалификува како неточни. Бордот на Светска банка уште во јануари, поточно на почетокот на јануари, го одобри кредитот за поддршка на општините за Македонија во износ од 28 милиони американски долари. Во тој период изборите беа планирани за април, за 24 април, и бидејќи 60 дена пред тоа настапува период на техничка влада, односно се распишуваат изборите, беше договорено со Светска банка да кредитот стане ефективен веднаш после изборите. Ставрески потенцира дека одложувањето на изборите е наш внатрешен проблем. Политичката криза која ја држи земјава во заложништво е пропратена со шпекулации и дезинформации. Додава, Македонија има добри односи со сите меѓународни институции и сите врати за финансирање на добри проекти се отворени.
Првата агроберза во Македонија ќе се гради во едно од индустријските зони во општина Неготино. Градоначалникот Ванчо Апостолов во изјава за К1 телевизија вели дека административно подготовките се веќе започнати. Се очекува кон крајот на оваа година или почетокот на идната истата да започне да се гради. Оваа агроберза ќе значи многу за македонското земјоделство, бидејќи според најавите таа ќе биде најголема во регионот. Третата индустријска зона, која се наоѓа веднаш до индустријската зона Црвени брегови, која веќе беше објавена од председателот на ВМРО ДПМН за изградба на агроберза од европски рамки и нормално во разговор со председателот и во консултација со сите ресорни министерства кои ја тангираат оваа проблематика, значи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, Министерството за финансии. Мислам дека оваа индустријска зона која се наоѓа во централна Македонија со една многу поволна геостратешка положба на самиот автопат, значи на 25 метри е оддалечен автопатот, тука и регионалниот пат Неготино-Велес, исто така во близина на патниот правец спрема Штип и спрема Прилеп Битола. И сметам дека тоа е најповолната положба за изградба на еден таков објект кој ќе биде репрезентативен не само за Република Македонија, туку и во балкански рамки, знаејќи како се организираат агроберзите во високоразвиените западноевропски држави, Холандија, Белгија, Германија, Данска и така натаму. И мислам дека тоа ќе биде центарот на земјоделието во Република Македонија, бидејќи таму сите градинарски производи, сите овошни производи ќе бидат донесени по пат на неколку операции кои треба да бидат изведени, значи класирање, калибрирање, лагеровање, ладење и дистрибуција до сите посекувани дестинации низ цела Европа и во Република Македонија. Тоа е еден највисок облик на организација на дистрибуција на земјоделски производи до сите посекувани балкански и европски дестинации. И сметам дека кога ќе завршиме, значи, со комплетната проектна документација некаде околу крајот на август, почетокот на септември месец, ќе биде објавена истата и таму кон крајот на 2016, почетокот на 2017 година да се отпочне со изградба на еден таков капацитет кој ќе биде гордост за нашата општина Неготино. Еколошкото друштво Вила Зора делеше платнени торби со цел да се подигне свеста за опасноста од користењето на пластични кеси. Неголемиот дел од граѓаните знаат колкава е опасноста од користењето на најлонски кеси, но тешко се искоренува навиката да се пазари и со пластичните кеси, кои во најголем број не се биоразградливи. Мисли глобално, делува и локално да се исфрлат од употреба пластичните кеси со цел да се заштити животната средина, но и човековото здравје. Еколошкото друштво Вила Зора бесплатно делеше платнени торби на велешани со цел да ја подигне јавната свест за придобивките од нивното користење. Исфрлање од употреба на најлонските или пластичните кеси кои што масовно се употребуваат при купување во пазари, на зелени маркет, значи во продавници. Потреба е за тоа што пластичните кеси се штетни за животната средина, се разградуваат повеќе од 1000 години. Штетни се за тоа што во нив се развиваат многу вируси и бактерии, пренесуваме со начиставањето на храна во нив штетно влијаат на нашето здравје. Платнените торби значат и повеќекратна употреба за разлика од нейлонските. Истовремено, со нивното користење, граѓаните ќе заштерат ако се земе во предвид дека се плаќа за секое најлонско кесе кое на крај ќе заврши фрлено во природата. Огромна количина на пластични кеси, односно најлонски, се најдени дури во утробите на рибите во океаните ширум светот, што е запрепастувачки податок, како и фактот дека повеќе милиони
кеси се продаваат низ Македонија годишно, што би ја покрило слободно целата територија на државата неколку пати. Според екологистите, рециклирањето на пластичните кеси е премногу скапо во споредба со цената на суровините од кои тие се направени, токму затоа и штетите од нивното користење постојано се зголемуваат. Во Младинскиот парк во Велес по 12 пат се одржа манифестацијата Великденско јајце. На штандовите можеа да се забележат разни великденски јајца, кошници, но и домашни рецепти. И оваа година изложбата има хуманитарен карактер. По 12 пат во пресрет на Великден учениците од Велешките училишта и градинката ја покажаа својата креативност. Во рамки на манифестацијата Великденско јајце на штандовите во Младинскиот парк можеа да се забележат разни великденски јајца, кошнички, но и домашни рецепти. Ние само можеме и понатаму да ги поддржуваме оваквите акции, креативноста на децата доаѓа тука пред се до израз, нивната заангажираност, нели, и нивната умешност да направат нешто покреативно за разлика, значи ствара здрава конкуренција едноставно да кажеме, меѓутоа и да се одбележи престојниот празник што доаѓа. Организацијата на жени и годинава зема учество во манифестацијата. Вештите раце на домакинките приготвија разни специјалитети. На нашиот штанд покрај прекрасните јајца великденски можете да видите дека има солени и благи работи. Од мафини, милибро, тоа што е традиционално за Великден, така да вештите раци на овие жени подготвија прекрасни солени и благи работи кои што еведене се продаваат. Освен изложбен, манифестацијата Великденско јајце секоја година има и хуманитарен карактер. Средствата кои ќе се соберат од продажбата на производите, но и од донациите во поставените касички, ќе им бидат предадени на оние кои им се најпотребни. Тактичко показна вежба за гаснење на пожар беше реализирана денеска во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Неготино. За околу 2 минути сите вработени ученици се евакуираа и излегоа надвор од училиштето, а пожарникарите спремни со едно возило и 8 пожарникари успеа за кратко време да се справат со огнот и да го изгаснат пожарот. Со показна вежба гаснење на пожар, евакуација на сите лица кои во моментот се најдоа на самото место и спречување на ширењето на пожарот, во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Неготино, пожарникарите од територијалната противпожарна единица заедно со учениците и вработените во училиштето изведоа реализација на заедничкиот проект за гаснење на пожар. Ја одбравме оваа ситуација за пожар затоа што нашето училиште се загрева на нафта и како потенцијален извор на пожар би се јавила нафтата. Подготовката тече подолг период, така да може да ви кажам слободно, беа вклучени сите наставници. Одбран беше тим кој што ќе раководи. Најпрво се изврши една едукација кај самите наставници, потоа сите наставници го пренесува своето кон учениците. За околу 2 минути сите вработени ученици се евакуираа, излегоа надвор од училиштето, а пожарникарите спремни со едно возило и 8 пожарникари успеа за кратко време да се справат со огнот и да го изгаснат пожарот од кој пламените јазици зафатија делови од училиштето. Изведовме една показна вежба, односно покажавме како во случај на пожар или на други елементарни непогоди да пристапиме кон извлекување на учениците правилно и безбедно до местото на да ги обезбедиме, значи нивните животи. Учествувавме со едно противпожарно возило и 8 души пожарникари кои што успешно си ја завршија својата работа. За време на изведувањето на оваа практична симулација на гаснење пожар, сите ученици и вработени се запознаа со начинот на евакуација во случај на елементарна непогода. Ова е една од нашите рутински работи кои што нас како една истурена ургентна медицинска помош на територијата на општина на град Неготино ни се секојдневие, така да денеска ова беше само една показна вежба во која што нашата итна медицинска помош само си ги покажа оние рутинските работи кои што секојдневно и ги праксираме. Оваа активност имаше превентивно и едукативен карактер за заштита на граѓаните на материјалните и други добра од пожарникарите, со цел приближување на територијалната противпожарна заштита до училишната популација.
Ке се зголемат платите на судската администрација, одлучи владата на вчерашната седница. Председателот на управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани Пеце Грујовски соопшти дека денеска били информирани од страна на министерот за правда дека иницијативата за зголемување на надоместоци за судските службеници поминала на владина седница и дека се задолжени Министерството за финансии и Судскиот совет да обезбедат средства. Во продолжение останатите вести од Македонија. 5 мај најверојатно ќе биде денот за конечна разврска околу изборите закажани за 5 јуни. Според раковникот кој го објави Државната изборна комисија, 5 мај е последен ден до кога политичките партии треба да ги достават своите предлози за членови на избирачкиот одбор и нивни заменици до општинските изборни комисии. По промената на ставовите во ДУИ и ставањето на знак прашалник пред нивното учество на изборите, 5 мај е првата контролна точка за тоа дали Ахмети на 5 јуни ќе се појави пред граѓаните. Доколку ДУИ не делегира своји членови во избирачките одбори, изборите на 5 јуни ќе бидат тешко спроводливи. Рокот за тактизирање на партиите околу нивното учество на изборите дефинитивно истекува на 11 мај, на полноќ, кога треба да бидат доставени кандидатските листи до Државната изборна комисија. Тимите за економската соработка помеѓу Република Македонија и Народна Република Кина, како и можностите за зголемување на извозот на македонските производи во Кина, беа во фокусот на денешната пресконференција на Сојузот на стопански комори. Со првиот македонски дегустацијски изложбен простор, што ќе биде отворен на сајмот за инвестиции и трговија, што ќе се одржи од 9 до 12 јуни годинава, ќе се изврши директна промоција и продажба на македонски производи на кинескиот пазар. Директорот на Сојузот на стопански комори, Александар Зарков, вели дека ќе се постапува плански и професионално со цел да се остварат долгорочни резултати. Овој шоурум ќе биде функционален и на располагање на македонските компании во време трајање на целата година, при што ќе служи за презентација, дегустација и директна продажба на македонските производи на пазарот во Кина. Најважно од се е што ова презентацијата и промоцијата на македонските производи во рамки на овој шоурум е комплетно бесплатно. Според обемот на трговска размена, Кина е меѓу првите 10 трговски партнери за Република Македонија, а според податоците од Државниот завод за статистика, во 2015 година извозот на Македонија во Кина изнесува 129 милиони евра, а увозот 352 милиони евра. Најмалку 4 лица се убиени, меѓу кои една бремена жена во источна Украина. Шведска годинава очекува 60.000 азиланти, што е помалку во однос на прогнозираните 100.000 лица во февруари. Австрија би можела да изгради 400 метри долга погранична ограда на преминот Бренер со Италија. Вести од светот. За време на гранатирање на контролен пункт во источна Украина, најмалку 4 лица се убиени, меѓу кои една бремена жена. Портпаролот на Донецката Народна Република изјавил дека се повредени 15 лица, додека минувале од страната што ја држат бунтовниците во делот кој е под контрола на владините сили. ОП се потврди дека посматрачите на организацијата регистрирале голем број повреди на прекинот на огнот, со стотици експлозии и истрели од огнено оружје, кои се слушаат како од реонот каде се бунтовниците, така и од делот што е под контрола на украинските владини сили. Денешниот инцидент се случи во селото Оленивка, кој е под контрола на бунтовниците многу блиску до демаркационата линија која ги раздвојува двете завојувани страни. Бунтовниците тврдат најмалку 6 куќи како и една болница се погодени и оштетени во текот на денешното гранатирање, како последица на нападите што ги извршиле украинските владини сили. Представник на армијата во Киев изјави дека имало истрели од лесно оружје, но дека не се точни тврдењата за гранатирање и ракетирање на одредени позиции на линијата на прекинот на огнот.
Шведска годинава очекува 60.000 азиланти, што е помалку во однос на прогнозираните 100.000 лица во февруари. Бројката е помала бидејќи на мигрантите поради граничните контроли ширум Европа потешко им е да стигнат до скандинавските држави. Представник на Агенцијата за миграција изјави дека во моментов во Шведска не доаѓаат азиланти, но има такви кои постојано доаѓаат од Турција во Грција или преку море во Италија. Минатата година во Шведска поднесени се 163.000 барања за азил, со што земјата беше една од земјите членки на Европската Унија со најголем број азиланти по глава на жител. Шефот на полицијата на австриската покрајна Тирол, Хелмут Томац, изјави дека Австрија би можела да изгради 400 метри долга погранична ограда на преминот Бренер со Италија. Тој додаде дека оградата ќе биде изградена доколку Италија е подготвена да соработува. Пред 3 дена австриската полиција ги растера демонстрантите од Италија кои протестираа поради плановите за заострување на граничната контрола поради бегалците на преминот Бренер кон Италија. Утре не очекува сончево време со умерена облачност и со слаб ветер од јужен правец. Максималната температура ќе достигне до 20 степен. Еве ги деталите. Со оваа информација го завршуваме централното издание на Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.